на седмицата закажана за утре, Уставниот суд има можност да се изјасни околу иницијативата за оценување на уставноста на Законот за специјалното јавно обвинителство. Еве шанса Уставниот суд барем еднаш да покаже дека правото и правината може да бидат поважни од исполнувањето на желбите на Никола Груевски. Одговорноста за владењето на правото и еднаквост на сите граѓани пред законот е многу поголема од желбата на Никола Груевски. Станува збор за тоа дали Македонија ќе ја надмине политичката, општествената и правната криза во која што се наоѓа. Од тука, приоритет на Уставниот суд на државата Република Македонија треба да биде уставноста на Законот за специјалното јавно обвинителство. Борбата против криминалот и корупцијата, правдата и правото не смеат да бидат под било каква закана. Непречена работа на единствената независна институција која што вистински се бори против криминалот и корупцијата мора да биде обезбедена и гарантирана. Граѓаните да бидат сигурни дека пред законите се сите еднакви, и граѓаните и политичарите. За излез од длабоката политичка криза потребно е итно да се обезбеди владење на правото и исполнување на сите услови за фер, демократски и кредибилни избори. Благодарам по велите прашање. Дали ќе има нови преговори на лидерите? Значи, од она што во текот на вчерашниот ден го чувме, не е прв пат Никола Груевски да се прави како да е паднат од Марско, да не знае што би било тема на разговор. Тема на разговор на таква лидерска средба, која што е неопходно брзо да биде одржана, е обезбедување на фер, слободни и демократски избори. На такви фер, слободни и демократски избори Никола Груевски ќе загуби и ќе заврши во затвор. Дали според средни меѓупартиски присадници? Имаше заменик председателот Шекеринска изјава непосредно пред мојата пресконференција. Дали според СДСМ се уште има работа и околу избирачкиот список и дали ќе инсистирате на реализирање на оние две барања кои што ги напомена и Заев пред известно време на прес конференција за Уставниот суд и за демонстрантите, па потоа да се најде формат за преводна влада која би организирала избори. Дали ќе инсистирате на реализирање на двете барања, па потоа да се договара влада? Непрочистеноста на избирачкиот список не е констатација само на Социјалдемократскиот сојуз, таа е констатација на сите политички фактори во Република Македонија и експертите и што домашни, што странски, кои што се вклучени во процесот на прочистување на избирачкиот список, освен на ВМРО-ДПМН. Значи, ВМРО-ДПМН е единствената структура која што мисли дека имаме прочистен избирачки список по основ на некој писма што Чавков незаконски ги праќаше до нив. Очигледна е потребата во Република Македонија докрај да се прочисти избирачкиот список. Дел од барањата во смисол на ослободување од прогон на лицата веќе се реализирани. Инсистираме на тоа Уставниот суд да се произнесе по уставноста на Законот за специјално јавно обвинителство и кажавме дека тоа е повисоко од политичките интереси на било која политичка партија, така што после тоа може да се влезе во процес на договарање на услови за одржување на фер, слободни и демократски избори. Никола Груевски е човек кој што не сака да бидат доведени работите во ред, затоа што доведените работи во ред за него, како што веќе кажав, значат губење на власт и заминување во затвор.